40 степени под сенка наспроти 18 степени само пред 2 дена. Ваквите температурни разлики, кои не само сега во летниот период, туку и зимоска, го дрмаат организмот на секој граѓанин. И здравите и хронично болните мака имаат од времето. Екстремната разлика е шок кој резултира со болести. Температурните разлики ги погодуваат сите граѓани, а најповеќе хроничните болни. Значи, без потреба, било тоа да е висока температура или ниска, променливо време, да не излегуваат на отворено и нормално да ја користат пропишаната терапија, а за било какви здравствени проблеми нашата служба е отворена 24 часа. Колапсните состојби и проблеми со срцето и крвните садови. Значи можам да кажам дека срцето, крвните садови и респираторниот систем, проблемите со дишење, тие се на прво место. Зголемен бил и бројот на оние кои побарале помош заради тегобите од промените на времето. Со променливото време, бројот на прегледите во службата за итна медицинска помош е зголемен. Значи, зголемен е бројот на прегледи во нашата ургентна амбуланта, а исто така зголемен е бројот на прегледи во домашни услови и на други места. Се жалат пациенти најчесто со висок крвен притисок, низок крвен притисок, градна болка, отежнато дишење, колапсни состојби, психички растројства, стомачни болки. И премногу жешкото време бара внимание и за оние кои сметаат дека се комплетно здрави и може да се справат со топлотниот удар. На нашите граѓани им советуваме да внимаваат, значи при високи температури, да не излегуваат на отворено во периодот меѓу 10 и 17 часот, да носат посветла облека, заштита на главата, обавезно да си носат шишенце со вода, да прават кратки паузи под сенка. Хроничните болни редовно да си ја земаат пропишаната терапија. Што се однесува до исхраната, значи во овој период од годината да се конзумира полесна исхрана на повеќе оброци, храната, посебно зеленчукот и овошјето, да биде добро измиено. Останува советот да се следат препораките од лекарите со цел да се зачува здравјето, иако многу не може да се влијае врз температурните разлики.